Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. По изјавите на Мицкоски дека преговарал и договарал сделки за набавка на автобуси во име на Данела Арсовска, основан е сомнежот за корупција. И повикуваме сите надлежни институции да го истражат овој случај и да не дозволат криминал и корупција. Вмешаноста на нелегалниот асистент по јавни набавки на Данела Арсовска, Христијан Мицкоски, треба да биде расчистена. Сите надлежни институции, Државната комисија за спречување на корупцијата, Јавното обвинителство за организиран криминал, треба да постапат по јавно изнесените информации од страна на Мицкоски и истите да ги истражат. Никаде во светот председател на политичка партија не преговара за јавни набавки кои се во надлежност на единиците на локална самоуправа. За секоја јавна набавка, особено од ваков обем, постојат законски процедури кои подразбираат јавен повик, тендерска документација и потоа избор на најповолен понудувач согласно критериумите. Арсовска го прекина проектот Бас Rapid Transit и се откажа од 70 милиони евра пари од Европската банка за обнова и развој. Тврдењето на Мицковски дека понудувачот е веќе најден и дека се подготвува и тендерска документација укажува дека постои можност сделката да е веќе договорена на незаконски начин. Ова е исто како набавката на кинеските автобуси, кога државниот буџет бил оштетен за 5 милиони евра. Комисијата за јавни набавки, наместо да ја отфрли понудата како некомплетна, продолжила со постапката и ја избрала кинеската понуда, иако имала понуда од друга фирма која била за неколку милиони евра пониска. За овој скандал веќе се водат судски постапки. Тоа се резултатите на заробената држава која ја создаде оваа партија. Ништо не е променето во ВМРО-ДПМН. Тоа е истата режимска партија со истиот криминален начин на размислување. Ви благодарам